Србија е на нозе во потрага по изгубеното двегодишно девојче. Можеби тоа е фокусот на вниманието кога се работи за регионалните случувања, но и во светот бројни несреќи, бројни немили настани, војните продолжуваат. Тука се колегите да ни ги посочат важните работи кои што треба да ги знаеме. Добро утро и за денеска и повелете со вашата меѓународна анализа. Добро утро, Александра, благодарам за најавата. За жал не сум во текстот тоа што се случува во Србија. Ние повеќе некако вниманието го насочуваме кон Израел. Не треба многу нешто да си во тек. Исчезна девојче во Бор. Вчера околу 13 часот и 10 минути во близина на училиштето се дигна потрага. 2 годишна девојче, дека? Не. Повозрастно, се извинувам. 2 годишно девојче. 2 годишно, да. Добро, во секој случај мало дете исчез, најверојатно е има две опции: или е киднапирано или се загубило негде. Се подигна Србија на нозе да го бара, да го најде, да ќе се вклучи и жандармеријата, полицијата, дури и воената полиција, мисля че не се утринава видов граѓани, доброволци и сите оние служби кои може да помогнат. Се активираше и таа апликација која има за исчезнати, која и кај нас тука нешто се појави. Сакам да кажам, луѓето се на нозе таму, може да е до голема трагедија, пак е тоа мало дете. Не се знае за што се работи се уште, потрагата трае, има некоја таму близина некоја шума или нешто, па таму се фокусираат да видат. Детето било облечено нели во впечатлива облека, како секое дете, некоја бисечина или лјакова или не знам што може дополнително да помогне ако некој го види. Тоа е тоа, нема никакви информации и обично ние овие анализи немаме анализа тука. Тоа е вест која за жал не е добра. Да се надеваме дека во текот на денот ќе успеат да ја пронајдат и да се надеваме дека не е киднапирана, туку дека се загубила. Па ако се загубила, онда се постава прашањето на одговорноста на родителите. За тоа потоа. Па добро, види, тоа е сериозна работа за која јас секој што сакал да зборувам, бидејќи некако неодговорноста на родителите многу ги чини децата. Така е, да. За жал така е. Добро, идеме сега ние за некои други многу неодговорни политичари на Блискиот Исток, каде што нели пропадна оние мировни иницијативи и покрај тоа што е донесена резолуција на Обединетите нации дека мора да дојде до прекин огнот во Израелската делегација се повлече од тие преговори, Нетањаху одби дури да оди во Вашингтон да се сретне таму, значи на некој начин најголемиот поддржувач, сојузник на Израел, Соединетите Американски држави, како да се тргаат од Израел, односно се обидуваат да му објаснат на Нетањаху и на неговата влада дека тоа што го прави предолго трае и дека нема резултати, а и да има некои резултати, многу чинат тие резултати, иако Израел се обиде вчера со информацијата синоќа дека е убиен на вториот човек на Хамас во Газа, да ја протурка веста, сакајќи да каже еве има резултати што правиме како правиме. Втори или трет, не знам, негде беше трет, негде важно. Хамас се знае што тие терористички келии се како малигни келии. Една уништуваш со радиотерапија, друга метастазира. Значи, сума сумарум, Израел се повлекува, продолжува да ја тера својата политика, ќе оди до крај, така вели Нетањаху. Утринава почна да се стрела и врз Јужен Либан, врз позициите на Хезболах, се отвара она стравување што го зборувавме јас и ти уште од почетокот на сезонава дека вториот фронт со Хезболах на Израел нема да му одговара, ама сега очигледно му одговара, така да не знам. Од друга страна, Бајден и неговата администрација се во расчекор, освен војната во Украина, која се случува и која очигледно не може да ја менаџираат, се поголемите тензии околу и со Кина, Африка која слабо ја работиме бидејќи немаме никакви информации што се случува таму, а не се случува баш како што треба да работите. Останува Израел, губи гласачко тело, јас секој ден тоа го повторувам, и Бајден мора нешто да направи да ги врати тие гласови бидејќи у ноември на избори може токму. Резолуција Обединетите нации нема многу да му помогне. Треба да дојде до вистинско смирување на страстите во појасот Газа за да тие Блинкен, шефот на Стейт департментот и Бајден се обидува на Израел да му кажат некои
некои опции како ова да се надминува, значи да не се интервенира во Рафах, да се стопираат некои работи, веројатно сакајќи да ги спушти барем оние помпезни копнени интервенции, веројатно знаеш како иде тоа, у јавноста ќе се договораат дека нема веќе копнена операција, а после ќе улетуваат оние специјалци да ги решават проблемите, а ние ќе бидеме фокусирани, не знам, дали дали принцезата добила рак или излегла бемка на образот и така некако ќе се дефокусира јавноста. Но реално да збориме, Израел не е подготвен за тоа. По цена и Нетањаху по секоја цена сака да остане на власт. Дури нели има и протести во Тел Авив, изминативе недели ги гледаме тие протести. Ќе видиме како тоа ќе заврши, бидејќи Соединетите американски држави се свесни дека ова со Израел што се случува може да има сериозни штети како геостратешки гледано, а од друга страна и Бајден самиот кој е на власт може да го чинат овие муслимански арапски гласови и гласови на оние кои се противат на војната, бидејќи ќе потсетам, многу протести за Украина оправдано, тоа што се случува, но многу малку за Газа. Реално ние не видовме некои видни личности од светов да излезат да застанат. Протести имаше, но немаше видни личности. Да, на мене повторно ги кажам, кај се оние пејачи, фудбалери, поранешни миротворци да излезат да кажат чекайте луѓе гинат луѓе таму. Така е, Боно Вокс да дојде во Рафак да направи концерт. Да. Кај се тие големи филантропи кои се вклучуваат у моментот да за одреда, кај Ричард Гир да дојде таму да отиде да прошета, као што прошета пред 30 години овдека, кога беше бомбардирањето на НАТО. Значи, јасни се работите, многу се јасни работите, но остануваат нејасни, ќе те префалам без да ме прашаш, остануваат нејасни овие обвинувања на Русија, која тврди, значи, ако секој ден се сомнева и помалку кажува, сега Русија и Путин ја обвинуваат Украина, Велика Британија и САД дека стојат за нападот во Москва пред... Тоа го прочита вчера, тоа беше кажано од официјални лица, не од тоа е официјална истрага. Новинари или аналитичари. А дополнителна информација на Путин беше и тоа кој побара од обвинителите кои го терат процесот против овие четворица кои ги видовме. За кои Фејсбук дозволува да ги шеруваме, а кога се палестинци и Хамас и тие терористи и овона, не дозволува да шеруваме вести, значи јасно е се. Вели, барам од обвинителите да судат по рускиот закон, што кажува дека по секоја цена мора да дознаат кој стои за овие напади. Да, ИСИС стои, меѓутоа кој стои сега за ИСИС со целата приказна. Мене тоа се некако малку ме вознемирува ако земеш во предвид дека Москва директно ги обвинува Украина, ајде у војна е со неа. Ама Соединетите американски држави и Британија. Обично се знаело дека ќе се обвинуваат, ама не овака прецизно. Кои се следните чекори на Русија и колку Русија има сила било каква да направи следни чекори, останува да види. Едно од тезите, она јас и што го зборуваме многу често и во кулоарите на редакцијата, дека веројатно Русија ќе се насочи кон Одеса, градот кој е трет поголемина во Украина, градот кој е Црно море, на Црно море и кој доколку биде освоен од страна на русите, Украина ќе ја направи континентална држава, веќе нема да искача на море, а знаеш кога нема да искача на море, веќе не е интересна геостратешки. Од друга страна, преку Одеса блиску ќе биде Приднестровје и Молдавија. И четврто, она што Русија најголеми загуби на военото поле има е морнарицата, Црноморската флота во Крим, од каде што се гаѓа и каде што има последните извештаја, доколку се точни тие. Сега не можеме да знаеме дека пола од Црноморската флота закотвена на Крим е неупотреблива, руска, така да веројатно русите ќе мораат тоа да го тампонираат за да може да дојдат понатаму, но повторно ќе кажам, можеби овој напад ќе биде искористен од страна на Москва како аргумент, сега ќе видите што ќе направиме, веројатно ќе биде Одеса. Сега колку Русија има сила, тоа веќе не можеме јас и ти да коментираме. Вчера само видов еден куриозитет, Le Monde, францускиот познат вестник, нели? Легендарен вестник, имаше една статија во која беше напишано дека 186-тиот пешадиски елитен полк на француската војска е подготвен да дојде токму во Одеса и да учествува во одбраната на градот.
да довршам. Не, ја малце ми... И тука се јавија неколку добри познавачи на историјата кои кажуваат дека имало 186 елитен полк на француската војска 1812 година во на инвазија на Наполеон на Русија и таа била речиси до последен човек збришана во битката. Големата армија на Наполеон знаеме како заврши, да. Березовската битка, тоа е битка, една од битките која се случила при повлекувањето на Наполеон. Значи, повторно ќе се пошегувам на сметка на Макрон и ќе кажам, он очигледно гледал филмот за Наполеон, ама не го догледал до крај, веројатно. Веројатно треба го догледа до крај. Но шегата на страна. Може би има некоја логика да во целата оваа приказна овие најави на Франција, бидејќи освен што е нели повредена како поранешна империја за губитоците што ги добива во Африка, тоа е вистина. Нема тука никаква реалност. Реално во моментов тоа е најголемата сила во континентална Европа. Но може би има некоја логика во овие негови најави, бидејќи доколку нешто се има договорено прекјутно, двете страни да запре оваа војна, ова мора војна да запре. Украина. Ова со Москва како да настаните во Москва само покажаа дека ќе се решаваат брзо некои работи. Нема веќе да се долго влекува вака. Тоа е мое лично мислење. Можеби НАТО силите, НАТО земјите, не мора да се како НАТО. Еве Франција прва истапи. Но Македонија никој нема да ја праша. И Полска се заложи тоа да го направи. Можеби ќе се постават на некоја линија на разграничување во Украина. За жал Украина веќе нема да биде она што била. Да, така бидат прво мирнодопски трупи. Може ќе има некој договор, знаеш како што сме ги гледале во историјата, што се однесува до Македонија, тоа ти го спомна, тоа е внатрешна политика, не говорешна. Ние сме членка на НАТО, но не верувам дека некој во Брисел го чека нашето мислење поврзано со Украина. Тука не би ни навлегувал понатаму да не добие контекст на нешто друго, но да скратам, можеби ние сега нели шпекулираме, можеби оваа најава на Макрон е нешто што очигледно имаат сознание и сакаат некоја линија на разграничување да стават, бидејќи знаеш како Украина очигледно Руси веќе одат до крај. Тоа е поише од очигледно враќање нема. Освен ако не доживеат пораз. Пораз може да доживеат на бојно поле, може да доживее актуелната власт во Москва. Пораз, видовме дека на избори Путин победи, не верувам дека таму ќе се смени нешто, таму шарени револуции не поминуваат, а на бојно поле речиси е невозможно да помисли некој дека Русија може да загуби. Дали ќе победи, ќе видиме, тоа не знам. Но да загуби, сега за сега се покажа дека не може. Да, благодарам. Да завршувате со меѓународната анализа, но накусо, колку што можете срочено сакам да ми одговорите на следното прашање, како дел од медиумското небо во Македонија, бидејќи следната тема ни е дискусија за медиумите во предизборието. Како ќе го оцените? Како се однесуваат медиумите? Дали се однесуваат така како што треба во предизборие? Јас тука нема да одговорам, бидејќи воздржано. Добро. Андоновиќ? Па се приклучувам на неговата оценка, дека медиумите во предизборието се приказка за себе и дека нивното известување зависи од неколку работи, а нема да ги кажам кои. Добро, благодарам многу, но секако доколку ве интересира оваа тема ќе ве поканам да останете понатаму со слободен печат и да чуете како размислуваат, односно што ќе кажат на оваа тема нашите гости. Се работи за комуникологот Марина Тунева и директорот на ЗНМ Драган Секуловски. Колегата Зоран Иванов се одлучи денеска да се зборува на темата медиумите во предизборието. Останете тука.